нудите 8 наблизначиња, 8 години, од кои едното детенце е со типичен развој, другото дете е со церебрална парализа и епилепсија. Јас имам диагноза, докторите ја нарекуваат спина бифида, односно нецелосно затворен нервен систем на кичмата. И поради тоа има оставено последици на моите нозе. Значи одам со проблеми со патерици. Сите имаат коректен однос према мене, си ја работиме работата, така комуникација супер, прифатен сум еднакво како сите. Ние сме организација која што ги застапува лицата со хендикеп и нивните човекови права. Човековите права кои што се гарантирани и со меѓународни документи и делумно со наши национални законски решенија. Првите мои 3 години од основното образование се во болница. Значи тоа беа малку поинакви времења кога лицата со хендикеп се правеше сегрегација врз нива. Денеска децата со хендикеп се малку повеќе прифатени во општеството, затоа што има посебни паралелки во училиштата, а некаде има и ги вклучуваат во целосно во редовните класеви. Животот со нив е, значи, како и секој семејство, меѓутоа работите ги правиме на поинаков начин. Нашиот процес, нели, за тргнување во училиште не почнува со облекување на нова облека и местење на ранец, туку почнува едно час и половина претходно со спремање на сите можни лекови кои се потребни, бидејќи Лео е епилептичар, со пакување, со обид за симнување, живееме во зграда без лифт, така да сето тоа е отежнато. Стигнуваме во училиште некогаш местото за хендикепирани е зафатено. Свеста, нели, е таа на која во суштина свеста на средината е таа која можеби ги прави поголемите пречки. Па самиот концепт на специјално образование кој што го има во Македонија и тоа е уствари сегрегирано образование за децата со хендикеп, од каде што не искачаат кадри кои што понатаму може да се вклучат на отворениот пазар на труд и кои што ќе бидат придонесувачки членови на нашето општество. И ние како држава декларативно и се залагаме да постои инклузија во образованието и во другите сфери. Сега има одредено законско решение каде што секое училиште, односно секоја локална самоуправа може, не мора, туку може да вработи во училиштата под на незина територија што се дефектолози кои што ќе ги обслужуваат потребите на децата со хендикеп. Но тоа може. И ние процесот за запишување во училиште прво го одложувавме 2 години, бидејќи не можевме да најдеме соодветно училиште кое би ги пружило таквите услови кои на него му се потребни. Второ, ние не одиме во училиштето во населбата како сите други семејства, него патуваме преку 2 населби, бидејќи таму откривме дека постои училиште, што не треба да биде, нели, случај. Децата со физички хендикеп, за разлика, например, децата со аутизам или децата кои имаат когнитивни пречки, имаат потреба од постојана помош и поддршка во апсолутно секојдневното функционирање. Во Македонија тоа некако се реши преку некој проект на вработување на 100 дефектолози кои се консултативно присутни тука за наставничката. Меѓутоа, сите училишта се пренатрупани. Наставничката треба да се грижи за 30 деца и ова дете кој му треба, значи 24 часовен човек. Јас сум 40 години, сум завршил и основно и средно училиште, мислам модерно училиште. Значи, лица со хендикеп имаме многу мал број на образовани луѓе. И најчесто не се едуцирани за тоа работно место. Образовните објекти, средните училишта и посебно факултетите се многу непристапни. Јас во 2014 година се запишав на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, ФИНКИ. Бев само еден од 1000 студенти примени таа година на факултетот со хендикеп. Објектот беше страшно непристапен и престанав да одам. Престанав да одам на факултет поради тоа, дека не можев да стигнам на 300 скали, не можев да ги искачувам секој ден нагоре и надолу. Немањето на таквата поддршка обесхрабрува многу родители да ги пратат децата во училиште, па децата завршуваат во дневни центри или уште полоше затворени дома. Бидејќи во многу градови низ Македонија не постојат дневни центри кои се специјализирани за одреден хендикеп. Другите се откажуваат од работа, значи едниот родител ја жртвува својата кариера и својата професионална надградба и го поминува животот седејќи по ходниците во школа за да биде поддршката која ја нема на детето. Луѓето со хендикеп прво и најважно мора да излезат од дома. Ако седат дома, ако седат во нивните станови на трети спрат, не може да ги прифати средината, затоа што тие луѓе за средината не постојат. Лица со хендикеп во Скопје, да речеме, нема. Не дека не постојат, туку дека не излегуваат.
И тука веројатно потекнуваат после сите други проблеми со непристапноста на објектите, затоа што нема објектот за кого да биде пристапен. Да, може би сите ние имаме некоја желба да го промениме системот. Има веројатно индивидуи и професионалци и тела државни кои работат на тоа, меѓутоа недостасуваат финансиите. Заштитна фирма е фирма каде што се вработуваат лица со и лица без хендикеп, што подразбира дека треба да се вработени најмалку 40% од лицата таму, односно најмалку 40% од вработените треба да се лица со хендикеп. Многу интересен услов тука е дека минимум вработени за да се стекне статус на заштитна фирма, значи треба да има минимум 10 вработени лица. Зошто 10? Зошто да не може да се двајца, па едниот да е со хендикеп, другиот не? Мислам на секоја фирма не треба 10 вработени. 10 вработени требаат за мануфактурна работа и големите фабрики, во суштина, каде што рацете се битни, а не мозокот. Лицата со хендикеп многу не се задоволени од заштитните друштва, зашто има и злоупотреби, и има лица со ментална попреченост, што се вработени, а земаат по 5-6 дена. Лицата со ментална попреченост имаат најтешката работа во заштитни друштва. Значи, они се физички здрави, и дали ќе кренат, например, јас сум работел во печатници, во заштитни друштва, и сум ги гледал самите лица со ментална попреченост, земаат еден котор од 150 кг и го дигаат. Кај нас, дел од нашето членство е вработено во вакви фирми, во заштитни фирми, и ние многу често се соочуваме и разговараме со нашите членови, нели? Ма се соочуваме со нивните проблеми кои што излегуваат од нивното работење. Баш пред 3 или 4 месеци, последен пат се соочив со злоупотреба од типот на ќе те вработам, ама седи си дома, платата ќе ти доаѓа до тебе секој до 15 или до 5, не знам како е регулирано тоа законот, на време ќе ти доаѓа платата, со тоа што чим ќе ти ја пуштам платата, ќе дојдам ја до кај тебе дома или ќе се најдеме надвор да ми даеш пол или поиш, стварно договор. И во суштина тука само се протажира и потурнува и се дава поддршка на таа стигма дека лицата со хендикеп треба да седат дома, пошто он е вработен, на хартија е вработен, ама пак седи дома. А сега лица со хендикеп, јако ќе опрашам, работиш ли негде? Да, работам во едно заштитно друштво. Работодавецот ми дава 3-4 денари, си седам дома, си зијам туѓа нега, си зијам мобилност, мене ми е доволно. Не е тоа поентата. Поентата е да се вклучи на пазарот на трудот, да комуницира, да се социализира. Значи, ние сите имаме потреба да работиме не поради парите, туку имаме потреба да работиме бидејќи тоа не исполнува, како луѓе не исполнува, не прави да бидеме тоа кои сме. Се наметнував постојано со моето присуство во самото општество. Значи, сакав да бидам дел од општеството и така се движеше и наоѓањето на работа, на работно место. Во наша соработка со Министерството за труд имавме иницијатива да донесеме нов закон за вработување на лица со хендикеп. Тоа законско решение, освен останатите ствари, се фокусираше на 3 сериозни промени кои што треба да бидат направени. Број 1, отварање на отворениот пазар на труд за лицата со хендикеп, со тоа што ќе се воведе квотен систем за вработување на вакви лица во било која фирма. Со други зборови, на секој 35 вработени мора фирмата да има вработено едно лице со хендикеп. Втората работа која што ја предложивме е да се направат измени од аспектот на заштитните друштва.
да не им се остава толкав простор да ги злоупотребуваат лицата со хендикеп. И број 3 е посебниот фонд. Тоа во суштина тука се работи само за прераспределба на средствата кои што веќе постојат во голема мера. Значи големи се тие средства, но треба да се прераспределат на поинаков начин. Го поминавме текстот на законот, ги испеглавме сите различности, доовме до едно заемно прифатливо решение кое што нели го објаснив до пред малце. До каде е сега, не знам, се што за мене дека не помина на влада за да дојде до собрание. А каде е помеѓу министерството и влада, тоа не би знам. Значи денес кога зборуваме за малку поинакви времиња, јас верувам дека за, не знам, за 10, 15, 20 години ќе има само по себе природни промени во ова општество. Лицата со хендикеп сами ќе се вклучат. Да стасуваат финансиите. Така што додека не ги видам тие финанси, не можам да бидам оптимистички настроена дека можеби нешто би се променило. До тогаш сме оставени сами на себе да го градиме нели системот кој го нема. Животот е борба. Ние лицата со хендикеп, ние сме еднакви кон сите граѓани. И така треба да размислуваме.